Владиновци и доколку не наидовме на искрена поддршка и отвореност од страна на директорот на библиотеката Филип Петровски. Директор, ви благодарам за поддршката и ви повикувам да не поздравите и да ни кажете што видовте вредно во оваа акција. Многу студенти. Секогаш е убаво да се зборува со студенти. Дозволете да кратко да ви се обратам, да ви кажам неколку зборови за градската библиотека и за начинот на кој што ние тука работиме, која е нашата културна политика. Во последно време се определивме овие простори овде, кои што се јавна установа, кои што припаѓаат на градот Скопје, кои што припаѓаат на сите граѓани на Скопје, но и тие што се нашле во Скопје, да бидат достапни како еден вид отворен универзитет за сите што се заинтересирани нешто да кажат. Во последно време, од странски амбасади до странски културни центри, многу издавачки куќи, поединци издавачи, одредени изложби, секој што е заинтересиран, кој што веќе дознал како функционираме, ги отстапуваме бесплатно, без никаква надокнада овие простори почна да се обраќаат до нас. И многу ми е драго што скоро секој ден нешто се случува во оваа библиотека. Во тој процес мене ме сретна вашите колеги и замолија да се одржи овој настан вечерва тука. Морам да ви кажам дека сум пријатно изненаден, затоа што јас на вистина мислев дека нема баш многу енергија помеѓу студентите. Мислев дека тие работи се ставени во еден тек и како што и во наше време беше со Сојузот на студентите и денеска е. Имено да ве подсетам, јас 96-та година се обидов да се кандидирам за председател на Сојузот на студентите на Универзитетот Кирил и Методиј, меѓутоа бев одбиен затоа што постоја одредени правила кои што беа измислени за да не се кандидираат луѓе, како што сега постојат правила што се измислени за да не зборуваат луѓе слободно. И тоа многу ми изреволтира што делумно доведе и до протестите од 97 година, што на некој начин е истото објаснување како што беше и што го дадовте претходно во Грција. Практично доволно е да се таложи таа нервоза и тоа несогласување кај младиот човек кој што може да експлодира и на банална работа. Јас мислам дека во македонското општество мора да се постават други принципи и дека ние кои што сме израснале во борба со системот и борба за слободно мислење, мора тоа да го докажеме и сега кога сме на условно кажано на другата страна. Сега водиме некои институции, би требало да се залагаме за ред, за поредок. Меѓутоа мислам дека слободата е неприкосновена и од неа не смее да се отстапува. Така што ова иницијатива топло ја поздравив и ги поканив луѓето да го, односно вашите колеги студенти, тоа да го организирате тука. Јас многу не би сакал долго да говорам, бидејќи не ме бива за говори. Само сакам да ви кажам една работа. Не се откажувајте од слободата, ценете го својот интелект. Вие сте генерација која што треба по неколку години да ја носи Македонија. Не дозволувајте некој да ви ја наведне главата, не дозволувајте за себе да ви вградат дека сте помалку вредни од било кој друг. Ова што го гледам овде за мене е доволен доказ дека Македонија има и студенти кои што се спремни да го носат системот во иднина. Ви посакувам многу убаво да си поминете вечерва. Многу сум заинтересиран да чујам какви говори ќе има, бидејќи навистина ни јас не знам кои се теми, односно какви све предмети ќе се допрат. Ние го филмуваме, односно го снимаме ова што се случува како активност тука. Ќе можете да видите фотографии на Facebook, ќе ставиме видео материјали на YouTube. Значи, као библиотека сме модерни, вака ги пратиме овие трендови и гледаме се да биде достапно за сите. Ви посакувам многу успех. Ви благодарам уште